Жителите на Јеловјане денеска протестираа поради одлуката на општина Боговиње за кратење на паралелките во тамошното основно училиште 11 октомври. Паралелките се намалени од постојните 8 на 4, со што наставата треба да се одвива во комбинирани одделенија. Конкретно, нивната цел е најпрво да се скратат паралелките, потоа да се затвори училиштето, а на крајот децата да одат на настава во соседното село Урхич. Нема да дозволиме нашите деца да одат по снег и дожд, да бидат пресретнати од различни диво животни, па потоа да стигнат до соседно село, а децата на тие господа да седат во топли училници и да посетуваат настава со компјутери и разни помагала. Рушевината што ја гледате позади нас овде, тоа е старо училиште во кое имаше донирано компјутери, за да прикријат дека ги нема компјутерите. Зградата беше запалена, а дали за тоа земал некој оштета, нека кажат тогашните раководители на училиштето. Дали некому смета што наставата се изведува на македонски јазик, или пак причината е што спречивме да ни ја земат водата за пиење од последниот извор, иако досега ни зема пасишта, кои ги дадоа под концесија, секако планинара шумата ни ја земат, доколку се случи и ова, на нас ни останува само камењата. Наставата нема да содржува ниту еден друг јазик, освен на македонски. Ние, значи, не ги пуштаме деца на школа, додека не се реши проблемот, значи, како што беше пред тоа, значи, да биде прво, второ, значи, све поред, како што треба. Значи, не може оно да биде, да учи прво одделение со трето заедно, тој предава, значи, на трето, ова, не може тоа да биде. Поддршка за оваа според нив некоректна одлука добија и од Горанското друштво. Се вршат обструкции на учениците, им ги намалија паралелките, како што кажа, наставата не може да се одвива во најнормален ред. Прво и трето е незамисливо заедно да следат настава, или второ и четврто. Во Јеловјане има 25 ученици, а наставата се одвива на македонски јазик. Директорот на училиштето 11 октомври Азис Јакупи информираше дека со одлуката за формирање на комбинирани паралелки во Јеловјане донесена од Советот на општината се намалува и потребниот наставен кадар, при што на 2 учителки кои биле со договор на дело не им се продолжени договорите, а 4 наставници имаат помал број часови, со тоа и намалена плата. Ваквата одлука е направена поради малиот број на ученици, како и поради недостатокот на финансии за одржување на училиштето. Јакупи најави дека како училиште ќе бараат враќање на бројот на паралелките во Јеловјане.